Посушното лето кое предизвикуваше главоболки меѓу земјоделците, сега и најавите од дожд треба да се сватат сериозно. Експертите велат дека дождливото време може да предизвика последици и кај културите подотворено и затворено. Овој брано дожд, односно дождливо време, може да се каже добродојдено кај голем број на култури и растенија што се на отворено, но исто така ќе предизвика и проблеми во однос на сите култури кои што се одгледуваат на отворено. Велам проблеми затоа што знаеме дека голем број на земјоделски производители, пример производители на пиперката, без разлика дали станува збор за производители на пипер од типот на куртова или пак од феферони и така натаму, може да дојдат во ситуација да се појават пред се болести кај самите растенија, но исто така не се исклучува да се јават и одредени проблеми кај другите култури кои што се и во заштитени простори. Експертите апелираат фармерите будно да внимаваат и да ги следат промените кај своите земјоделски култури. После дождливото време, а најдобро е редовно на околу 10 дена да извршувате редовна заштита на самите растенија со употреба на адекватни препарати и при заштитата на растенијата обавезно да употребувате и одредени аминокиселини, ѓубрива богати со аминокиселини, затоа што всушност се докажа дека овие аминокиселини ги стимулираат растенијата да подобро се развиват или подобро да ги пребродат ваквите нагли промени кои што настануваат во текот на денот, односно поладни утра со потопли денови, односно дневни температури, кои што ваквиот дебаланс предизвикува проблеми кај самите растенија. Според метеоролозите, кон крајот на неделава, односно во недела и во понеделник во Струмичко се очекуваат врнежи од дожд. Инаку температурата, барем во последните 10 дена, нема да се искачи над 30 степен.